Македонското вино е една од ретките работи со кои што земјава може да се пофали и надвор. За да се произведе квалитетно вино, потребно е производство и на квалитетно грозје. Меѓутоа во Македонија изгледа виното е скапо, а маката на лозарите ефтина или да не речеме џабе. Зошто? Иако владата помпезно најави дека оваа сезона нема да имаат лозарите проблем со откупот на грозјето, изгледа дека не е така. Имаме снимки кои што се снимени пред само неколку дена. Ова се редици и редици на трактори полни со розје со маката на лозарите, кои што стојат и биле вратени, не биле примени за откуп. Со самото враќање и стоење на грозјето се губи неговиот квалитет, велат оние кои што се познавачи на оваа материја. А зошто е тоа така, бидејќи иако се зголеми цената на откупот на грозјето до 15 денари, откуп нема, велат лозарите. Се створи една паника кај лозарите, бидејќи вранецот остана на нивите. Доста вранец се расипа, квалитетот не е по очекуваното и така да лозарите сега се во паника. Доста род има на нивите. Се почна со Смедеревката некои визби почна да откупуваат по 10,5 денари, некаде 10. Тоа не беше договорено така, значи беше договорено 13 со 15, значи лозарот да ги зима 15 денари и 13 денари. За другото да не го интересира дали превоз треба да се плате или нешто друго. Значи јас за тоа отидов таму, си дадовме рака со винариите и винариите останаа нефер спрема нас. Имаше средба нели и со винариите и со министерот, па и со нас. Значи беше кажано дека сет род ќе се собере и на крајот остана родот на нивите. Не знам до кога вака ќе оде, значи стварно сум многу изреволтиран, освен тиквеш и повардарија. Останатите останаа нефер. И податоците на Заводот за статистика покажуваат дека Македонија навистина е лидер во регионот за извоз на вино. Се наоѓаме на второто место веднаш после Грција. Лани сме извезле вино за сума од околу 60 милиони евра. Меѓутоа, лозарите велат дека оваа проблематика не е решена, барем некако она кај тутинарите, и упатуваат апел да се среди состојбата со лозарите. Лозарската гранка не е дефинирана до крај. Значи, има банда без команда. Додека ги сакам процедурите како за кај тутунот. Се додека не се реши тоа, ни се ќе бидиме вака. Никој да не се лаже дека еве сега ваа година го решиме проблемот и проблемот ќе биде решен. Не е решен проблемот. Нема цени на откупните пунктови. Нема од надлежни од нивните винарии кои што треба да се ги мерат малиганите. Нема здружение саламно кое што ќе оде и што ќе ги штити лозарите. Цени недефинирани. На откуп се краде по вагите. Па да не ги бројам уште колку ред проблеми има. И јас за тоа се повлеков назад. И реков, воа да се управи, че никогаш не можеш да го управиш. А додека кај тутунарите, еве сега само пример земав за кај нив, значи они се борат само за цена. Значи другото сето му е регулирано. Кај нас ништо не е регулирано. А зошто е вака? Јас ги прашувам министерот, го прашувам премиерот, сите сакам да ги прашам зошто кај нас не е регулирано. Како на шега кажано, меѓутоа навистина е така. Една хартиена кеса чини 15 денари, а килограм откуп на грозје чини 13 денари. Кај нас изгледа само знаеме да се пофалиме со квалитетно вино, но имаме скапи вина, ефтино лозје и џабе трудот на лозарите.